И добре дојдовте во втората епизода од бегањето во ова поле. Сигурно го имате гледано видеото каде што го истражував ова поле, видовте што има. Ако не видовте видеото е више на каналот и обавезно да го гледате. А сега ќе пробам да ви покажам некои работи. Еден човек си замина, но познат, а другиот остана, така да ако нешто ми се деси имам каде да бегам кај него. А сега ќе ви покажам некои интересни работи овде. Прва работа. Душеци. Еј, тука има нешто што и јас не знаев. Дали е можно? Дали го гледате тој сад тука? Ако сакате, во некое друго видео ќе пробаме да го иставиме тој сад, а има уште еден. Така да обавезно во коментари пишете дека сакате да го иставам ова. Ова е првата работа. Втората работа ќе биде ова џубре. Во ова поле има многу џубриња. Дали ево уште некои добри стакла, односно уште некои стакла. Тука имат пчеларник, ако не знаевте. Ама мислам дека тој што ме прати има знае, но тука има кревет и некои делови од кревет, пластичното и уште еден кревет. А сега ќе оди на интересниот дел, а тоа е ова. Не е интересен дел, има тука пластика. А сега, чекај само да видам. Видов пред малку пред да го почнам видеото една кеса. Сега ќе пробам да ви зумирам. Дали гледате кесата таму? Значи, таа кеса е полна. Ама со што? Не можеме да дознаеме зашто во некој друго видео ќе дознаеме тоа. А и тоа, ако сакате што го видовте, но за тоа ќе ни требаат некои ножици, кои што можеме да го скратиме тоа трње. А вие ако досега немате лайк и субскрайб кликнато, имате 5 секунди да кликнете субскрайб. 5, 4, 3, 2, 1. А сега 5 секунди ако 5 секунди за да кликнеш лайк. 5, 4, 3, 2, 1. Пиши во коментари дали успеа да го направиш ова. Иначе тука има некои луѓе што прв пат ги гледам, ама ви кажав тој човекот беше некако не знам како да ви го опишам, ама беше сигурно стар
и врзуваше нешто. Не можев да видам што, зашто се уплаши и не видов што врзува. Така да, мислам дека е чисто и дека можам да пробам да ви кажам од блиску каква беше кесата. Но не знам дали да пробам да избегам од тука. Ви кажа, видов нешто, но не знам и јас што. Чекај да видим. Видов еден друг човек. Така да го видов истиот човек што ви го кажав предска. Бегаме, вистина е ова. Ако мислите дека ве лажам, не. Само да помине. Мислам дека иде, што го видов, дека иде наваму. Почекајте малку. Ако сакате посебен видео, кај што го ви оној сат, оној 2 сата, ги иставам и ги истражувам што се, пишите во коментари. И то кеса, ево поминува еден човек, но не е тој, но иде затоа друг. Јас морам да се скрием и да почекам да поминем двете. Така да сега ќе видам дали чисто. Сега ќе видам уште нешто. Да, сега ќе пробам дефинитивно да го земам тоа. Но има трње. Да не може да немаше трње, ќе го земам. Но ајде вака да пробам некако. Да го земам тоа. Ама како? Дали да проведам на ливадата? Не. Дефинитивно нема да пробам. Ќе пробам со некоја помош да го земам тоа нешто, а ние одиме понатака да видиме дали има нешто интересно. Човекот иначе си замина и тоа е полесно за мене. Можам когаш јас да сакам да избегам, ево тука некој ѓубре. Ево стакло. А сега ќе одиме по еден друг пат да видиме што е. Така да одиме низ овој пат ваму. Мириса на гној. И да ви го покажам тоа лабаво или шолја што беше во претходното видео. Ме вика некој, да видам само кој. Така да бегам, да ми вика. Не идам! Ме вика некој друг. Не ида!
Ама на роден ден со колку е сатот? Ама за 2 сати су на роден ден. Викаше еден другар за на игралиште. Не појдов, просто сакам да ви снимам видео. А сега ќе одиме уште еднашка таму и поче игнорирам секаков глас. Ама одиме со трчање, зашто и мене малку ме фати страх. Ево сме, тука сме. Ево тука, гледајте го ова. Гледајте го ова. Ова е хаос. Сега најинтересниот. Ево. Ама јас си бегам, зашто почне озбилно да ме фаќа страв, зашто чувам, слушам и некакви ржења, и некој лае. Не знам шо е, се надевам дека е куќе. Но не знам шо е, така да ќе избегам од тука. А вие ако сакате да видите, сега ќе пробам да видам, вие ако сакате да видите што има во тоа кеса под мостот, пишите, но сега јас ќе пробам оддалеку. Но сега јас ќе избегам и со тоа ќе завршам втората епизода истражување на поле. Поздрав, чао!